живот подателу, дойди в себе се во нас, очисти от всякаква скверност и спаси ги благи душите наши. Свети Боже, свети силни, свети безсмъртни, помилуй ме. Свети Боже, свети силни, свети безсмъртни, помилуй ме. Свети Боже, свети силни, свети безсмъртни, помилуй ме. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во сите векови. Амин. Пресвета Троица, помилуй ме. Господи, очисти и гревовите наши. Владико, прости ги беззаконията наши. Свети, посети, изцели ги нашите слабости заради името Твое. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во сите векови. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насущен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како и ние што ги проштеваме на нашите должници, и не воведуе не во искушение, но избави од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Благословувај го душо моја Господа, благословен си Господи, благословувај го душо моја Господа и целата моја внатрешност да го благословува Неговото свето име. Благословувај го душо моја Господа и не заборавај ги сите Негови добрини. На оној кој ги очистува сите Твои беззаконија, кој ги исцелува сите Твои болести, кој го избавува од распаѓање Твојот живот, кој те обвенчува со милост и со добрини, кој ја исполнува со блага Твојата желба, како на орел ќе се обновува Твојата младост. Господ им дава милост и суд на сите онеправдани, Он му ги покажа своите патишта на Мојсе, а на Израелевите синови барањата своји. Щедър и милостив е Господ, долготрпелив и многомилостив, Он не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Он не ни направи ништо според нашите беззаконија и не постапи според нашите гревови. Зашто колку е големо растојанието од небото на земјата, толку е голема милоста на Господа спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечил од нас нашите беззаконија. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Зашто Он го знае нашиот состав, помни дека сите ние сме земја. Деновите на човекот се како трева, како полски цвет, така прецветува тој, ќе духне ли над него ветер и веќе го нема и местото веќе нема да се познава. А милоста на Господа е од век и до век спрема оние кои се бојат од Него. И правдата Негова е од синовите на синовите кои го чуваат заветот Негов и ги помнат заповедите Негови за да ги исполнуваат. Господ го поставил својот престол на небото и царството Негово владее над се. Благословувајте го Господа сите ангели Негови крепки по сила, кои го извршуваат Неговиот збор, слушајќи го гласот од зборот Негов. Благословувајте го Господа сите Негови војски и Негови служители кои исполнувате волјата Негова. Благословувајте го Господа сите Негови дела по сите места на Неговото владење. Благословувај го душо моја Господа. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Blessed are you, O Lord. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Фали го душо моја Господа, ке го фалам Господа додека сум жив и му пеам на мојот Бог додека постојам. Не надевајте се на кнезовите и на синовите човечки, во нив нема спасение. Излегува духот Негов и тој се враќа во земјата своја. Во тој ден исчезнуваат сите негови помисли. Блажен е на оној кој му е помошник Јакововиот Бог и чија надеж е во Господа неговиот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, кој вечно пази истината, кој врши суд на навредените, им дава лек на гладните. Господ крши окови на затворени, Господ им ги отвара очите на слепите, Господ ги исправа потребовените, Господ ги сака правените, Господ ги пази приведените, ги поддржува сираците и вдовиците, а патот на грешниците го разурнува. Господ ќе царува вечно, Твојот Бог Сионе е од род во род. И ние и пресно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, безсмертен си
Господи, кога ќе дојдеш во царството Твое, блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, оти тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, оти тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, оти тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат, и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Да внимаваме, мир на сите, и духови Твоему премудрост. нека торжествуваат светите во слава, нека се радуваат на леглата своји, пејте му на Господа песна нова, нека е фалено собранието на светите. Премудрост. Од посланието на светиот апостол Павле до евреите ќе читаме. Да внимаваме. Браќа, кога Бог му ветуваше на Авраама, бидејќи немаше ништо поголемо во се што си ти се заколнал во себе си, велејќи, навистина ќе те благословам и преблагословам, ќе те размножам и преумножам, и така со долго трпење го доби ветеното. Луѓето пак се колнат во погорно од себе си и клетвата како потврда на секоја нивна препрека тура крај. Затоа Бог, кога на наследниците на ветеното сакаше нарачно да им ја покаже својата неизменлива волја, се послужи со клетва, та преку две неизменливи работи во кои неможно Бог да излаже, да имаме голема утеха и ние кои прибегнуваме да се припатиме за надежта што ни е дадена, а која е за нашата душа цврста и сигурна котва, и која влегува дури за завесата, каде што Исус влезе најнапред за нас. Откако стана вечен првосвещеник во чинот Мелхиседекот. Алелуја, алелуја, алелуја. Премудрост, Господ, да го изслушаме Светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ќе се чита од Светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во она време еден човек пристапи кон Исуса и клањајќи му се рече: Учителе, го доведов при тебе син ми, во кого има ненду, и секогаш каде да го фати и го крши, тој се затегнува и крцка со зъби и се збелува. Им реков на учениците Твои да го изгонат, но тие не можеа. Исус му одговори и рече: Ороде неверен, докога ќе бидам со вас, докога ќе ме трпам, доведете го при мене. И го доведоа кај него, штом го виде, духот веднаш го стресе и тој пада на земји и се вакаше запелен. Исус го праша татка го, колку време има откако станува тоа со него. Тој одговори: од детство, и духот многу пати го фрла во оган и во вода за да го погуби. Но ако можеш, смири се над нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш да поверуваш, се е можно за оне што верува. И одеднаш таткото на момчето извика и со солзи говореше: Верувам, Господи, помогни му на моето невере.
стана. И кога влезе Исус на куќа, учениците негови го праша насаму, зошто ние не можеме да го истераме? Им одговори, тој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. И кога излегоа оттаму минуваа преку Галилеја, и он не сакаше некој да разбере, оти ги учеше учениците своји и велеше, дека Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки и ќе го убијат, и на третиот ден по убивањето ќе воскресне. The reading is from the Holy Gospel according to Saint Mark. Let us be attentive. At that time, one of the multitude came to Jesus bowing before him and saying, Teacher, I brought you my son to cast a mute spirit, and wherever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and bowed, foaming at the mouth. So he asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And often he had thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Then they departed from there and passed through Galilee, and he did not want anyone to know it, for he taught his disciples and said to them, the Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him, and after he is killed, he will rise the third day. Slava Tebe, Господи, slava Tebe. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега секогаш и во сите векови. Амин. Спомни на нас, Господи, кога ќе дојдеш во Царството Твое. Спомни на нас, Владико, кога ќе дојдеш во Царството Твое. Спомни на нас, Свети, кога ќе дојдеш во Царството Твое. Небесниот хор Тебе ти пее и вели, Свет, свет, свет е Господ Царнаот, исполнете се небото и земјата со Твојата слава. Пристапете кон Него и просветете се, и вашите лица нема да се посрамат. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, хор на светите ангели и архангели со сите небесни сили Тебе ти пее и говори, Свет, свет, свет е Господ Саваот, исполнете се небото и земјата со Твојата слава. И сега и секогаш и во сите векови. Амин. Верувам во единиот Бог Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отца пред сите векови. Светина од светина, истински Бог од Бога истински, роден, нестворен, единосуштен на Отца, преку кого се станал, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небо и седна одесно на Отца. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство ќе има крај.
i osvetio Duh Gospod, koji životvori, koji izlegao od Oca, na kogo se poklonuvame i go slavimo zajedno s Otca i Sina, i koji govore preko prorocime. Vojedna, sveta, sobodna i apostolska crkva, ispovedila jedno krštenje, za prostuvanje na verovide, očekamo skresenje na mrtvide i život od vidi od vek. Amin. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, being one vessel with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, who was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered, and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy, Catholic, and Apostolic Church, I confess one baptism for the remission of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Oslavi, ostavi i proslivi Bože našите sogreženja, namerni i nenamerni, so zborili so delo so znanje i beznanje, deni i noge, so umili so pomisla, se prosti i bili ti si blagi čovjekoljubec. Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebu tako i na zemljata, lebo naš nasušen daj mi go danes i prosti mi dolgovite naši, kako i griješni ti proštevame na naši podložnici i ne dovedujete u iskušenje, no izbavite od lukavio. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. Svi soti stišelje si blago utrobne, pogrebenije prijaje si tripne moje, da nas slobodi žiči strase, živote i voskrese, nije naše, Gospodi, slava Tebi. Pustinski živeli od Telavije i čudotvorec se pokaža, prepodobeni bogonosen oče naš Jovane. Otkako su pomenje i molitva primi nebeski darovi, gdje se odvaš molite
svetništvo na hristijanite, со koje nema da se posramljuje neizgledljivo posvetništvo pred Tvorецот, не презирајќи молитвените гласови на грешниците, но побрзај како добра да ни бидеш напомош на сите кои со вера ти повикуваме, Богородице, постојана заштитничке побрзај дојди напомош во молитвата и молењето на оние што те почитуваат. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Все света Троице, единосущно сило, неразделно царство, причина за сите добрини, покажи добра воля кон мене грешния, потврди го и вразуми во моето срце, сета моја нечистотија отврдија, просвети мојата мисла, да секоја што те славам и пеам, и да ти се поклонувам и да велам, еден е свет, еден е Господ Исус Христос, во слава на Бога Отца. Амин. Божия Господе, благословено, от нине и до века, буди имя Господне, благословено, от нине и до века, буди имя Господне, благословено, от нине и до века. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секојаш и во сите векови. Амин. Ке го благословувам Господа во секое време, похвала за Него секогаш има во мојата уста. Со Господа ќе се вали душата моја, нека го чуе тоа кротките и нека се зарадуваат. Возвеличете во Господа со мене и заедно да го превознесуваме името Негово, го побарав Господа и Он ја чу и од сите опасности мои ме избави. Пристапете му и ќе се просветите и лицата ваши нема да се посрамат. Кога ме светиот вика, Господ го услишува и го спасува од сите негови беда. Ангел Господов застанува околу мене, кои се бојат од Него и ги спасува. Вкусете и ќе видите колку е благ Господ, блажен е оној човек кој на Него се надева. Бојте се од Господа сите праведници Негови, зашто ништо нема да им недостига на оние кои се плашат од Него. Осиромашија и огладнеа богатите, а оние што го бараат Господа, неќе бидат лишени од секаква добра. Дојдете, чета, послушете ме, јас ќе ви научам да се боите од Господа. Сака ли човек да живее и да види добри денови, нека си го воздржува јазикот од зло и устата своја од лаги, нека се клони од зло и нека прави добро, да бара мир и да врви до Него. Очите на Господа се обрнати кон праведниците, а ушите Негови кон молитвите нивни. Но лицето на Господа е против оние што вршат зло, ќе го истреби од земјата споменот за нив. Повикаа праведниците и Господ ги услиша и ги спаси од сите нивни маки. Близко е Господ до оние со скрушено срце и смирените под дух ќе ги спаси. Бројни се маките на праведниците, но од сите нив Господ ќе ги избави. Господ ги чува сите кости нивни, ниједна од нив нема да се скрши, зла смрт го снаваат грешникот, а оние што го мразат праведникот ќе загинат. Господ ќе ги спаси душите на слугите своји и никој од оние што се надева на Него нема да погреши. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O God, Almighty Lord of heaven and earth, and of all creation, visible and invisible, in Thy ineffable goodness, look down upon us, Thy people gathered in Thy holy name. Be our helper and defender in this day of affliction. Thou knowest our weakness, Thou hearest our cry in repentance and contrition of heart. O Lord, who loves mankind, deliver us from the impending threat of the coronavirus. Send Thy angel to watch over us and protect us. Grant health and recovery to those suffering from this virus.
guide the hands of physicians, and preserve those who are healthy. Enable us to continue to serve our suffering brothers and sisters in peace, that together we may glorify thy most honorable and majestic name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to ages of ages. Amen. Господи Исусе Христе, Боже наш, върховен лекар на душите и на телата, кој заради нас си се почовечил, за да ја исцелиш големата рана на човекот, кој не си ги презрел 10 болни од изличливата лепра, туку со Твојата спасителна благодат си ги очистил, кој си дошол како Богочовек во деновите на Твоето присуство на земјата, благотворејќи и исцелувајќи ги сите болни и неволници, кој си благотворел и си оздравувал парализирани, слепи, големи грешници, демонот обсегнати и острастени и телесно и умствено. Прими ја благопријатно нашата молитва и изгони го со Твојата сила убиствениот вирус, што носи облик на круна и предизвикува стравови, но и смрт кај немокрите и недоволно загрижените. Иако поради многуте наши гревови си го допуштил ова искушение, Ти се молиме да го отстраниш од нас и од секое семејство. Иако заради испитание на верата си устоил тој да завладее сопливо обранувањето на немокрите од оваа епидемија. Иако поради злодејството на непријателот или поради негрижата на погрешни луѓе тој се рашири, уништија неговата сила како Бог сесиле. Сочувај ја младината и огради ги немокрите, оние што се во старост од овој проклет вирус, исцели ги и сите избави ги од притеснение на срцето и наместо тоа подари здравие, олеснение и широчина по молитвите на Владичицата наша Богородица и на сите Твои свети. Амин. Премудрост, Отче благослови. Христос, истинскиот Бог наш, кој воскресна од мртвите, по молитвите на Света Пречиста Мајка, на светите славни секолни апостоли Петар и Павле и сите други апостоли, на светите равноапостоли, сесловенски, македонски учители и просветители, братите Кирил и Методи, и нивните свети ученици, Климент и Наум, априлските чудотворци, Сава Горас и Ангелари, преподобните и богоносни отци наши, Прокоп, Чински, Евангелски, Орки, Васоговски, Гаврил Лесновски, Гаврил епископ от Велички, Новиот Лесновски чудотворец, по молитвите на светиот отец наш Никола, Мелитинскиот чудотворец, преподобната мајка наша Параскева Петка, светиот великомаченик Пантелеймон и сите други целители и безсребреници, по молитвите на светиот Јован Лесничик, светиот Аристовул, апостол британски, светиот маченик Савин, чишто спомен да не спразнуваме на светите правили богоци Јоакимијана и сите свети да не помилува и спаси како благи човеколюбе. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј ме. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, драги наши браќи и сестри во Христа, наистина е тешко и нема зборови да се објасни колку е тажно да се види црквата празна во овој неделен Господов ден посветен на Воскресението Христово. Наистина знаеме и чувствуваме дека многумина се собрани сега заедно со нас во молитвата од своите домови. И во овие моменти забележуваме и учиме како многу едноставни нешта кои што порано во животот сме ги доживували и земале здраво за готово, а особено црквата и светите богослуженија биле навистина нешто многу важно. Во овие моменти сваќаме исто така дека црквата не е градбата на храмот, туку црквата е составена од крстените верници кои што представуваат жив храм на Бога. А нашата почит кон храмот како свето место произлегува токму од фактот дека токму на ова место се остварува црквата Божја, составена
од живи луѓе, кога преку светата литургија ние сите се причестуваме со нашиот Господ Исус Христос. И ова заедничка молитва која што сега имаме, иако оддалечени физички и изолирани еден од друг, е нешто потребно во овие мигови на искушение, но сепак не е нешто што може да го замени она што се случува за време на светите богослуженија, кога ние сме присутни овде физички во храмот. Многу современи отци на црквата во она што се случува денес во светот ја забележуваат Божјата рахилност на присуството на Божјата педагогија и Божјото допуштање кое што е за цел за поправање на човекот, за негово преобразување и вразумување. И не случајно велат современите отци на црквата дека ова што ни се случува се совпаѓа токму со времето на Великиот пост во кој што ние се наоѓаме. А знаеме дека времето на Великиот пост е време кога ние преку постот и молитвата ги очистуваме нашите души и тела, се обидуваме преку покаяние да го промениме нашиот живот на добро. И сите луѓе, не само оние религиозните, туку и оние кои што се оддалечени од верата, забележуваат дека ова што ни се случува сега има една многу важна духовна смисла. Дали забележувате што ни се случува, вели еден современ православен монах? Вели како се во светот се промени, како одеднаш целото движење застана, како се затворија училиштата, сите ние се затворивме дома во карантин и ништо не се случува, нема свадби, нема веселби, нема родендени, нема спортови, ги нема оние вообичаени нешта кои што ние ги правиме. И што се случи? Луѓето се собраа во своите домови, подпирајќи се еден на друг во браковите мажот со жената, семејствата, родителите со децата, бабите, дедовците, и сите луѓе се ослонуваат еден на друг. И тој православен монах вели, ни се случува пост на едно глобално ниво. И вели тој, гледајте чудната Божја промисла како ѓаволот намислува зло на светот, ама Бог со својата прегодност прави тоа зло да стане во полза на човештвото и негов лек. Наоѓајќи се, браќи и сестри, во оваа криза, мораме сите ние да сватиме дека она што се случува во светот се однесува и на нас. Односно, сите ние имаме една одговорност пред Бога за ова што ни се случува. Многу често може да се забележи како современиот човек по својата гордост и стремежот да се самоправдува, особено тоа може да се забележи во социјалните мрежи, во тој наш таа наша нова социјална реалност, најчесто виртуелна, затоа што преку профилите кои што ги користиме како маски се однесуваме поинаку од она како би се однесувале доколку би биле во реалност. И толку во социјалните мрежи може да се забележи овој стремеж на современото човештво постојано да се самооправдува и вината за се што му се случува да ја пара некаде надвор од себе си. Непријателот да биде некаде надвор, дали тоа ќе биде во оние различни теории на заговор, затоа што некои велат дека овој вирус кој што се појави во светот не е природен, туку произведен во лабораторија со политички цели. Некои меѓу христијаните би рекли дека ова што се случува е свртено кон Христовата црква, а некои православни дори би забележали и отишли до таму дека ова е свртено конкретно кон православието за разрушување на православието, за да се затворат црквите и да нема служби. Едноставно бараме непријател надвор од себе си, од е така полесно. Но да се запрашаме себе си, што направивме ние добро во овој свет? Што направивме добро за да му помогнеме на нашиот ближен, да ја заштитиме дури и природата? Што еве ние како православни христијани направивме нешто конкретно добро во нашиот живот? Дали сме се запрашали, дали си го поставуваме прашањето каков е нашиот живот како христијани? Дали се воздражуваме воопшто од гревот? Дали се обидуваме да правиме добро, да се молиме,
Дали порано доаѓавме на црква редовно? Дали претходно ги исповедавме своите гревови? Дали посакувавме почесто да се причестуваме со светите тајни? Дали си помагавме еден со друг или напротив си завидувавме и си наштетувавме? Постојано го бараме непријателот некаде надвор, а не погледуваме во нашето срце, дека најчесто тој се наоѓа токму во нашето срце. Ете сега ние се приближуваме и кон Страстната седмица, која ќе си спомнуваме за Христовото страдање. И токму распетието Христово, браќи и сестри, се случило заради непријателот однатре, а не однатре. Затоа што нашиот конкретен грех, мојот, твојот, вашиот, гревовите на сите нас го расна Христа и тие се причина за она што ни се случува денес. Адам, првиот човек, нашиот прародител, кога ја престапи Божјата заповед, буквално не беше тоа вина на ѓаволот кој што го измари, затоа што Адам можеше да каже не на тоа искушение. Туку самиот рече да и се приопшти кон гревот. Затоа, браќи и сестри, да сватиме дека причината за она што се случува во светот не е некаде надвор, туку е во нас, во нашето срце. Ние се оддалечивме еден од друг, престанавме да правиме добро, престанавме да живееме како христијани. Но ете сега е времето на постот да се освестиме, да се покаеме, да го промениме нашиот живот, да ги изграчиме светите добродетели на постот и молитвата, за кои Господ во денешното Евангелие вели дека се единственото оружје против ѓаволот и неговите искушенија, односно единственото оружје со кое ние можеме да го победиме непријателот во нашето срце. Преку пост и молитва, браќи и сестри, да го смилостивиме Бога кон нас, да го смилостивиме да биде милостив кон својот свет и да не избави од ова искушение што поскоро. Дека Господ не запази сите нас од оваа болест, дека ги запази нашите деца, нашите семејства, нашите постари, оваа заедница и целиот свет нека го запази. Нека по милоста своја ни даде побргу да биде отргнато ова искушение од нас и ние побргу да се вратиме овде во овој свет храм Божи, да му се помолиме на Бога заедно, да го прославиме и да му заблагодариме, но веќе како очистени, осветени, преобразени и подобри луѓе и христијани. Амин.